Наместо превенција интервенција. Вакцините против дифтерија, тетанус и голема кашлица кои биле задолжителни за дечињата во Италија им го уништувале имунитетот. Откако резултатите покажале дека вакцините содржат токсини, италијанската влада ги смени членовите на здравствениот одбор. Италијанскиот шеф за здравство Валтер Ричарди е на ставот дека поради антинаучните политики поднел оставка. Власта во Италија ја нарекува популистичка. Тој е на ставот дека владиното одобрување на, како што вели, ненаучни ставови го ставаат на ризик јавното здравје. Новата италијанска власт во предизборната кампања од претходно ветуваше дека ќе биде сменет законот со кој задолжително се обврзуваат децата кои се запишуваат во државните училишта да добијат 10 вакцини, бидејќи се премногу. Оставката на Ричарди во декември дојде откако италијанската министерка за здравство Џулија Грило го отпушти целиот одбор на Националниот здравствен институт, каде се очекува нов кадар кој ќе ја советува владата за здравство. Италијанската министерка Грило предизвикува конфузија за политиката за вакцинација на децата, пренесува Гардијан. Лани кон средината на ноември поради епидемијата на мали сипаници, италијанската влада соопшти дека ќе ја поддржат обврската за вакцини и повика 800.000 бебиња, деца и млади да бидат вакцинирани, откако веќе разрешениот одбор даде таков совет.